Без да се навлегува во историјатот на нашата работна организација, кој сметам дека е доволно познат, од показателите во завршена сметка за 1972 година, ипак може да се заклучи дека со успех се вклопуваме во стартот на периодот за санација на организацијата, бидејќи се наоѓаме во таков период. За илустрација ќе наведам само некои од тие показатели. Наиме, вкупниот приход во 1971 година беше 2 милиарди 825 милиона стари динари, во 72 3 милиарди 646, или тоа е зголемување од 29,1%. Потрошените средства во 71 година биле 2 милиарди 733, а во 72 3 милиарди 166, или зголемување за 16%. Остварениот доход во 71 година изнесувал 91 милиони 500 хиljadi динари, а во 72 480 милиона, или зголемување за 424,8%. Бруто личните доходи во маса во 71 година биле 320 милиона динара, а во 72 370, или пораст од 16%. Просечно исплатен нето личен доход по работник месечно во 71 било 115.800 динара, во 72 133.800, или зголемување од 16%. Поради неостварен доход, загуба во 71 година бил 456 милиона, а во 70 преку 500 милиона, во 72 само 62 милиона динара. Износот на оваа загуба е адекватен на износот за извршениот отпис на побарувањата и исправките на вредност на залихите според новите законски прописи при составувањето на завршени сметки. Ваквите показатели се резултат на широкото мобилизирање и позитивно активирање на сите субјектни сили во работниот колектив, во прв ред преструктурирање и освежување преку прием на нови лица на раководниот и високостручниот кадар, како и одобрените санациони средства од банките и Фондот за заеднички резерви на град Скопје во средината на миналата година. Како резултат на ова, исто така и физичкиот обим на производството бележи зголемување од 24%, а реализацијата од 36%. Меѓутоа, со оглед на општо познатите заострени услови на стопанисување, а нарочно после новата девалвација, поради недостиг на обарни средства условени со слабата ликвидност на нашето стопанство, за текуштата 73 година мислам дека ќе имаме потешки услови за работа, кои впрочем го осеќаме уште на самиот старт во оваа година. Како посебна новина можам да истакнам и тоа што овие дена го активиравме построењето за производство на високотемпературни синтетски смоли, кој што беше изградено преди неколку години, а не активирано, и за оваа година веќе се склучени првите аранжмани за вредност од околу 600 милиона стари динари. Во комплексот на мерки кои што се превземаат после 36-та и 37-та седница на Централниот комитет, а и предходно после писмото на другото Тито и извршното биро, нашата фабрика се вклучи уште многу поодамна, бидејќи тоа се гледа и од незиното работење, а и тоа може да се види од работата која што се постигнува за овие првите 3 месеци. Во тој комплекс на мерки, тоа што во овие после писмото и предходно е мерките што ги привземаме во поглед на искористувањето на полниот фонд на работни часови, правилно користење на капацитетите, иако се тие мали, и во тоа што конкретно пред секоја работа, пред секој ден се договараме со нашите работници за распределбата на работа и за проблемите кои што треба да ги решаваме по погоните. Ние како колектив тука изабравме нов деловен одбор и управен одбор и дисциплинска комисија. Така со тоа мислам дека понатака ќе имаме боле перспектива и мислам боле дека ќе работиме. Како колектив имаме добра соработка сега тука, поготово оделењата со нашиот персонал што имаме тука и така мислам дека од тука натака ќе биде подобро. До сега ние имаме работнички совети кои решава горе се што се дешава натре во колективот, а док меѓутоа со новите уставни амандмани се решава натре самите погони од оздола.
се решава од оздола за производство, за квалитет доле во погоните и за реализација, поголема реализација во ова 73-та година. Членовите на ЕСК во нашата работна организација се вклучени во сите самоуправни органи и равноправно и одлучно одлучуваат и решаваат за сите поставени прашања и за проблемите од нашата индустрија. Ставовите кои што се донесени на 37-та седница на ЦК на Македонија и писмото на другарот Тито се одраз и во нашата организација и не сме ги чекале нив за да преземеме акции. И порано со нашата акциона програма која што е преземана и која што конкретно разработуваме, нашите состаноци се опатени сите прашања од доменот и од работата како на работниот човек, така и за условите на нашата организација.